Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Понеделник е Бадник, вторник е Божик. Дечињата се подготвуваат за Бадниковата поварка во Прилеп. Како ќе се движи поворката? На 4 јануари загинале народните херои Орце Николов, Страшо Пинџур и Мирче Ацев. По тој повод касарната Мирче Ацев Прилеп го одбележува својот патрон празник. Божичен ликовен конкурс во организација на Црквата Света Петка. Наградените ќе бидат прогласени понеделник. Детската амбасада за сите деца во светот со седиште во Прилеп повторно го организира божичниот ручек за 500 деца. Времето денеска најстудено во Берово -7, а во Прилеп -1. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. На 4 јануари 1943 година загина народниот херој Мирче Ацев. По тој повод касарната Мирче Ацев Прилеп денеска го обележа својот патрон празник, а утре тоа ќе го направи гимназијата Мирче Ацев. Касарната Мирче Ацев денеска пригодно го одбележа загинувањето на народниот херој Мирче Ацев, кој 1943 година зверски бил мачен и убиен од бугарскиот фашистички окупатор. Во спомен и во чест на херојот денеска беше положено цвеќе во алејата на могилата на непобедените и на бистата на народниот херој во касарната. Понеделник е Бадник, вторник е Божик. Прилепските дечиња веќе се подготвуваат за Бадниковата поворка во Прилеп. Бадниковата поворка ќе започне во 9 часот пред плоштадот Александрија. Поворката ќе се движи низ Старата чаршија, низ булеварот Методиј Андонов Ченто до Центарот за култура Марко Цепенков за повторно да се врати на бината каде што дечињата ќе ја испеат Бадниковата песна. При тоа ќе им бидат поделени пригодни подароци. Понеделник ќе бидат прогласени победниците за божичниот награден конкурс при Храмот Света Петка. Со голема радост од Храмот Света Петка известуваат дека ќе бидат прогласени победниците и ќе бидат доделени наградите на божичниот ликовен конкурс. Настанот ќе започне во 11 часот. Свечаниот чин ќе биде збогатен со музичка програма која ќе внесе дополнителна празнична атмосфера, а истовремено ќе биде отворена и уметничка изложба со дел од литературните и ликовните творби создадени од ученици. Детската амбасада за сите деца во светот ќе го одржи божичниот ручек на 7 јануари. Детската амбасада за сите деца на светот на 7 јануари ќе им подели ручек на 500 деца и на тој начин ќе го прослави големиот христијански празник. На заедничка трпеза ќе седнат деца без родители, деца на загинати бранители, деца со посебни потреби, како истакнати деца членови на детската амбасада од целата држава. Организаторите најавија дека сите деца ќе добијат пакетчиња. Годинава на божичната трпеза поканети се и деца од другите верски заедници, од исламската, католичката, еврејската и евангелиско-методиската, кои заедно ќе се дружат и ќе празнуваат. Временска прогноза. Времето денеска променливо со сончеви периоди и со слаб до умерен ветар од јужен правец. Минималната температура во Прилеп изнесуваше -1, максималната достигна 8 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза.
Продукција Радио Пела, јануари 2025 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Дивески.